Традиционално, како и секоја година, со дружење, песни, забава и познатата постна Тримирска трапеза. Сдруженијето на жени Природба од Прилеп го одбележа Тримир, односно третиот ден од великденските пости. Според православната традиција, на почетокот на великденските пости оние христијани кои што држат Тримир ниту јадат, ниту пијат од понеделник до среда. Во средата одат на литургија во црква каде се причестуваат, а потоа за прв пат после 3 дена конзумираат храна и вода. Но денес малкумина го практикуваат ова. Жените денес повеќе се собираат на Тримир кога одат да ја посетат мајката на младата невеста. Се слави заради младите невести, свршениците, за да може да си појда кај мајките, ги се кана кај мајките, за да се прослави сето тоа е посно. Мајката подготвува доаѓа свајките, свекрвата, черката обавезно, свекрвата, сестри на свекрвата, братучеди, внуки, кој што сака да си ги покани. Се изменило сега младите поубави работи прават поинтересни и кравајчина и погачи поинтересно украсуваат. Некогаш не така. И на младата, пошто е верена, и се носи и поклони на овој ден на младата, секогаш. Интересно е тоа што на Тримир се канат само жени, а не мажи. Менче Пеовски има своје објаснување за ова, зошто е тоа така. Раскажува и тоа што прават жените за Тримир, некогаш и сега. Само жениот и се кажувало тогаш и вицој, мрсни приказки, сега ние не знаеме такви приказки. Посамо ќе си кажи имена само, а вака пред сите не. За домајчина, ако некогаш ќе се собереја, секоја плеталото, везалото го носеше. Сега си правиме муабет меѓу себе. Да, сите ги извадат телефоните што ќе зборуваме. Так. Карактеристично е тоа што бирејќи се пости, се дава и постна трапеза, составена најчесто од граф, постна сарма, зелник, кравајче, баклава, а на овој ден се пие исто така според традицијата во Прилеп и Боза, а најуникатен специјалитет е пченица со конопни зрна. Порано е требеле пченицата, е толчеле, сега пресно. Вариш само конопните зрна и тие ни толчиме во блендерон и буричкај, нека се сомела. Исцеди го со млака вода, ако туриш рела вода, то се попарува, ќе биде модрија, онака е бела пченицата. Пченицата била да роди, за род. И невестата да роди бебе, и жито да се роди за сите да јадиме. Целта на ова здружение, кое брои 80 на членови, е зачувување на нашата македонска традиција. Мислам дека ние сме една од последните генерации кои доследно ги пренесуваме овие адети, да ги кажам, од нашите баби и мајки. Денес младите доста изменуваат во ваквото празнување. Ние сакаме да се задржи, но младите сакаат нешто ново, па ние ќе се прилагодиме. Ќе кажеме нешто ние што сме го работеле, ние како ги празнуваме, меѓутоа ќе примиме нешто и од младите. А како и секоја седенка со вкусна храна, на крајот дружбата на Сдруженијето Природба заврши и со традиционални македонски песни. Спремај се, спремај, ти млада невесто, спремај се, спремај.